Siç edhe premtuam që do kthehemi shumë shpejt dhe ne u rikthyem shumë shpejt dhe tani do ta kemi edhe mikun ton, meteorologun më të famshëm në rajonin ton dhe në Ballkan dhe më gjerë, mund themi Slavço Popovski. Dobro utro Slavço. Good morning, dobro utro. Како сте? Ние никако Slavço, никако сме. Треба да биде одлично се бар. Ние сме прекрасно. Не, никако сме, бидејќи не знаеме што ќе се случи за викендот и за наредната недела. Ама затоа Славче, јас знам дека денеска има ексклузивни вести за нас. Јас не верувам, Албона, ама ќе слушаме тоа. Да. Ајде, Славчо. Ексклузивни вести. Инаку, како што веќе сите знаеме, во текот на вчерашниот ден Источна Македонија беше под влијание на ладен и влажен бран, кој донесе веќе и снег во некои градови, како например Берово, Пехчево и некои си таму други повисоки населени места и планини, каде владееше вистина. А што ќе се случува точно викендот, ќе дознаеме сега. Ќе бидеме влијание на уште поладен воздух кој ќе се спушти од североисток и токму тој ќе услови да насекаде во Македонија да дува засилен повремено силен ветер од северен правец, кој повремено ќе достигнува брзина и над 70 км на час. Па еве една многу добра вест за оние кои што се во градовите, значи ќе дојде до сериозно расчистување на воздухот поради силниот ветер кој го очекуваме, па токму граѓаните ќе можат да дишат и чист воздух. Сега. Температурите сериозно спред се. Температурите ќе бидат значително пониски и наутро насекаде речиси ќе се спуштаат под нулата и тие ќе се спуштаат по интервалот од -8 до 1 степен, а максималните дневни температури ќе се искачуваат само од 0 до 9 степени. Сега, уште поладно утро ќе имаме во понеделник на 29 декември, кога насекаде температурите ќе се спуштаат наутро под нулата и тие ќе се спуштаат во интервалот од -10 до -1 степен, а на високите планински места тие би можело да се спуштат и под -10 степени. Што значи ќе го пееме песната Let It Go, Frozen, а? Така е, но ќе ни фали снегот, значи овој викенд, како и на самиот почеток од следната недела, овој ладен бран ќе биде релативно сув, без снег, без врнежи. Сега што се однесува до новогодишната ноќ и почетокот на нова година. Тоа значи дека се уште не се баш 100% прецизни овие анализи кои ќе ги кажам сега, но веќе се поизвестни дека се е посигурно дека во новата 2026 година ќе влеземе со значително ладно време, значи со типични зимски температури. Сега се уште немам официјални информации за тоа дали ќе имаме врнежи или се уште ќе немаме. Како мислиш ти, Славче, Јас сакам да знам лично мислење, не дека... Славчо сака снег, ама тешко дека ќе има. Мислиш Ако дека имаме ќе имаме температури малку? -10, тоа значи дека ќе немаме врнежи на снег. Така е, но да објаснам малку поради тоа што се работи за уште 5 до 6 дена колку има до новата 2026 година. Прогностичките материјали постојано се менуваат. Значи секој ново ажурирање се уште го ја менува анализата, но тоа не значи дека ќе немаме снег. Затоа ќе имаме релативно ладно време, но за многу подетални информации се уште не можам да кажам, затоа редовно да ме следат на meteoalarm.mk. Наде за снег има нормално и од сега гледано снег очекуваме на 1 и на 2 јануари според моменталните изгледи на прогностичките материјали и повторно Божик, така нешто. Добро, значи вака, Славчо, ние ќе направиме вака сега. Ќе го смениме сценариото, па у понеделник или у вторник ќе се поврземе. Може и така. Ќе се поврземе со најнови фреш информации за тие Најнови денови. 100%
сигурни. Така, Значи, ние ќе направиме уште една врска, ќе се поврземе сигурно или у вторник или у среда, последниот ден на мислам на декември, и ќе имаме конкретни и точни информации што ќе се случи тој ден и За да наредните знаеме што денови. да носиме за нова година. И ако имам планирано аутфит, Сигурно да ако знаеме, треба да кажете смениме. Да, ќе треба да носиме топла облека, тоа е сигурно веќе, но Окей. знак на прашање дали ќе имаме снег или нема да имаме. Да носиме капа Снег. или не, и тоа е само... Капа остан. носи ти, има снег, нема снег, капа носи. Славчо, фала ти многу. Дали треба уште нешто да знаеме? Не, Славчо, сега нема што извинување. Сега ти предвидуваше дека Не, ќе до има снег, тебе. ако нема снегот го носи некој друг, не ти. Така е, затоа постојат ажурирања и слично, обновени анализи, Славчо, така да ќе се поврземе. Ама ако- Имаме народна поговорка. Фраза, поговорка. Кога тој горе слуша дека за наши ние имаме планови, тој се смее. Да, тоа постои. Значи да го оставиме тоа на некој друг знае, па сигурно ќе имаме информации Славчо, знаеме за дека не е на твои раце, но ако можеш нешто да ургираш, слободно. Што е до мене, да, јас истинно многу сакам снег и треба снег баш околу и за нова година, така си лики. А не како последниве години што снегот е вообичаен за како во април месец што имаме. Знаеш зошто треба да врне снег во Скопје? Заради тоа што Дедо Мраз кога ќе помине, да не се угуши во смогот. воздухот, во смогот. Во нашите пием честички. Нема да не види нас, ќе не премине Дедо Мраз. Како и секогаш. Славчо, ти благодарам уште еднаш, ти пожелувам Фала убав многу. викенд и се Славчо. слушнаме другата недела. Па се слушаме вторник или среда, некаде се слушаме. Точно така. Убав Вторник и среда ќе ни викенд. бидеш со тоа другото капче, те молам. Заедно ќе бидеме. Токму То- така, да, црв- готово. Црвено со бело, добро? Се Ајде, гледаме, убав ден, Славчо. Славчо, фала ти многу.